Како општина во која земјоделството представува основна и екзистенционална дејност за жителите, изминатиот период како локална самоуправа, а во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, реализиравме низа на проекти кои се во насока на поддршка и развој на земјоделството во нашиот регион. Преку секојдневна заедничка комуникација со представниците на владата и Министерството за земјоделство, решивме повеќе проблеми на земјоделците од нашиот регион и дефиниравме повеќе проекти. Истакна на денешната пресконференција градоначалникот на општината Чешиново Облешево Јордан Чолевков додавајќи. Денес сакаме да упатиме огромна благодарност и да го изразиме нашето задоволство од брзата и позитивна реакција на владата на Република Македонија, која се однесува на последната мерка за поддршка за оризопроизводителите од овој регион. Како градоначалник изминативе денови, заедно со представници на политичките партии, остваривме низа на средби со производителите на ориз, анализирајќи ја поддршката на владата на Република Македонија, при што од името на оризопроизводителите сакаме да се заблагодариме на поддршката. Станува збор за поддршка со која владата повторно уште еднаш излезе во пресред на земјоделците од регионот. Повторно уште еднаш се покажа солидарноста кон земјоделците и грижата што оваа влада и овој премиер ја имаат кон оваа категорија на граѓани. Оваа поддршка е најголема поддршка која една влада ја издвоила за оризопроизводителите. Со последната одлука на владата се предвидува зголемување на субвенциите за 2,5 хектари 3,5 денари, од 2,6 до 5 хектари 2 денара, од 5,1 до 7,5 хектара 1,5 денар и од 7,6 до 10 хектари 1 денар за килограм оризова арпа, а за откупувачите по 2 денари за извезен килограм бел ориз. Со оваа дополнителна субвенција, производителите на ориз кои имаат 2,5 хектари под ориз ќе добијат основна субвенција од 37.500 денари и дополнителна субвенција од 52.500 денари или вкупно 90.000 денари. Производителите кои имаат 5 хектари под ориз ќе добијат основна субвенција од 75.500 денари и дополнителна субвенција од 60.000 денари или вкупно 135.000 денари. Производителите кои имаат 7,5 хектари под ориз ќе добијат основна субвенција од 112.500 денари и дополнителна субвенција од 67.500 денари или вкупно 180.000 денари, додека пак производителите кои имаат 10 хектари под ориз ќе добијат основна субвенција од 150.000 денари и дополнителна субвенција од 60.000 денари или вкупно 210.000 денари. Со вакви субвенции, владата на Република Македонија покажа дека на вистина земјоделството е еден од врвните приоритети и вистински партнер на земјоделците. Со оваа поддршка, како и со постојаните субвенции, јасно се покажува дека е влада која има слух да излезе во пресред на земјоделците и да изгради вистински партнерски односи со нив. Истакна на денешната пресконференција Јордан Чолевков, градоначалник на општината